На овој квиз мора да бидам 100 од 100, да не утнам ништо. Извини, македонски народ. Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес немам нешто што го немам правено одамна, порано го правев многу почесто, а тоа е решавање квизови. Најголемата причина зашто не го правев ова е затоа што не можам да најдам добри и веќе неколку месеци барам добри квизови, ама еве денес пуштам пак на македонска страна да видам дали има нешто добро, така да уживајте во моето решавање на македонски квизови. Океј, тука сме на црно-бело и сега првиот квиз што ми фати око е колку добро ги знаете стиховите на најголемите македонски музички хитови. Јас сметам дека знам голем дел од македонските музички хитови, па ајде да видиме колку навистина јас истите ги познавам. Добро, ова нема да читаме ништо, тука само ќе одиме, вајде да ги знаеме правилата, одиме. Првото е признава од Марија и Росана, значи признава Марија од Росана, нема човек што не ја знае. Идеме. И тоа е сам, нема многу да пеам, ветрот ми шепоти, само што кажав дека нема пеам. Ги мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче или полуди. Чека малце. И тоа е сам, ветрот ми шепоти, го мачи се. Мислам дека е средина. Дали одма ќе ми каже дали е точно или не? Нема да ми каже, на крај ќе ми каже. Тоа е тапа. Зошто на крај? Ти си тој Лидија Кочовска. Ова мислам дека нема знам. Не знам, не ми текнува. Можеби ако ја слушнам ќе ја знам која е, ама вака секој ден, секој час да те гледам јас, да те милувам јас, се ќе направам да те зачувам. Влегов во никаков грев во твојот свет, те најдов тебе љубов моја. Не знам стварно. Секој ден, секој час да гледам да те милувам јас. Се ќе направам да те зачувам. Не знам, кидам со тоа дека ми има најмногу логика. Стварно не знам. Јас се извинувам, можеби повеќето од вас веќе ја пеете и ми кажувате не Стефан, не е тоа, ама тоа не ја знам. Ног на кралица, окей. Како магија, по тебе деното умира, за твоите ног на кралица. А ти си тој што нога храбро царува. Мислам дека ова е така. Би требало да е тоа. Косока, Дарио и МиГ-21. Ако можеш врати ми ја Боже или мене прати ме во тоа време, само таа може да ми каже. Значи ако ми дојде како песна, може би ја знам и може ќе ми текне, ама вака. Стварно не знам, само таа што може да ти каже брат. Дали треба да има рима со нешто Боже каже, време. Кидам со лажеш. Појма немам. Нина најна знае песна. Оди не враќај се, ти веќе не си за мене. Значи една од најдобрите евровизијски македонски песни. No cap. Црно тиквешко, ова треба го знам. На полнок се палат запалки. Чекај малце, тоа не е дел што го знам. На полнок се, можеби многу од вас се нервираат сега што не знам ништо, ама на полнок се палат запалки, на полнок се љубат сказалки. А кому ли она вечерва нуди усни место вечера? Како ми е, само јас не знам, дајте вино да му признам. Ајде дечко, уште... Не, стварно не знам. Можеби. Свирите зајди. Чекај. Вака ни зората не ме сокрива, уште повеќе ме прави тажна. И сега јасно е, денот што ме буди, ке ме полуди. Свирете ја зајди, тивко полека. Каква песна е та, мене ми е та песна. Чашата. Да за тебе умирам, со тебе на седмо небо. Заспивам, значи мора да е второ. Се надам дека го знам. Веќе не те гледам со исти очи, како некогаш, ти знаеш колку вредам, но ме губиш ти за секогаш. Значи ги обожавам овие стари песни. Каролина, кога беше оној албумот со 1 март, на тоа што доаѓа со албумот, бев на концерт и добив некако албум и внатре нели го има она што го листаш со сите песни напишани со сите лирики и јас ги учев сите на памет, си ги слушав дома и си ги читав и си ги учев и ги знаев сите на памет. Верен фан. Каролина, сакам 90 секундите, молам. Обои ме. Леле, кој обои ме? Не, обои плаво и добри. Леле, морам да ја знам обои ме. Обои плаво и допри ме со снагата на лелеза. Обои ме. Таа ли беше? Значи, верувам дека ако сте помлади, вајда не би ги знаеле песниве толку, можеби воопшто, ама тие што се на моја возраст или тука некаде или уште постари сега викаат тоа е Стефане, како не знаеш. Срам ми е што не знам оваа песна, убава песна. Обои плаво и допри ме со снагата на ветровите, обој жолти и вечно нема шанси да тоа. Обој љубови се неа допреги. Не знам.
Одам на нешто што би ми имало можеби најмногу логика. Еден ден ке ме можеш, ке ме сону, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Чекај, не е проколнуваш бре. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Не е проколнуваш. Вајда? Дали ова утнато на страната? Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш, јас го пеам цел ден. Дали е прогонуваш или проколнуваш? Пишете му коментари. Тажна љубов, среќна песна, текст. Еден ден ќе ме молиш, ќе ме сонуваш, баш тој ден ќе ме сакаш и проколнуваш. Извини Тамара, извини македонски народ. И јас прогонуваш пеам цел живот. Окей, добро. Темно е, тајно моја душа, светат фенери, се што имав заложив, да ти пеам под пенџери. Имам 9 од 12 погодени. Значи имаме 3 утнати. Секогаш уживате кога слушате македонски хитови, ви се допаѓа македонската музика и сигурни сме дека со задоволство ги слушате нашите изvedувачи, а понекогаш сакате да си подпевнуват, да ги си ги подпевнувате ни да ги големо хитови. Добро, да видиме што сгрешивме. И ту, леле, признавам ја утнав. Ова бев буквално 50-50. Секој ден, секој час да те гледам, те милувам, јас се ќе направам да те зачувам. Значи, овие две и уште едно имам сгрешено. Ова е се погодено. Калиопи. Обој жолти вечно нека мириса на јасминов цвет. Извини, Калиопи. Тоа е од мене. Следниот квиз е дали сте вистински фан на серијата Преспав и колку знаете за ликовите. Јас сметам дека сум многу голем фан на серијата Преспав и дека знам се за ликовите. На овој квиз мора да бидам 100 од 100, да не утнам ништо. Од каде потекнува талат? Од џабчеште. Што најмногу мрази Ула? Кога Коста сака интимни односи со неа, не сака. Кога не може да се дружи со видовиките во пансионот, не. Кога Коста гледа потуги из долништа, да. Најголема животна цел на рецепционерката Јелена е да се омажи богато, да стане пејачка или да биде успешна деловна жена. Последното не. Пејачка не значи да се омажи богато. Значи за пејачка можеби има у некој епизода нешто, ама валјда најглавна цел е да се омажи богато. Кој му омилен автомобил на талат? Голф. Во кого е потајно влюбен Коста? Во Јелена, поново во сите и обично по сите, ама најмногу валјда во Јелена, да. Како ги нарекува инспектор Томе вработените во пансион Преспав? Телетабиси. Океј, гледај колку брзо ги решам, валјда сите ги знам. Што најмногу сака да прави Марио? Да готвува својата кујна, да зборува со Јелена, да зборува со Јелена, тоа најмногу сака. Најпретпознатливата особина на Тони е хумористичност, правеност, правеност, Тони е праве. Што е косметичарката Натали на Јелена, брат Тучетка? Која е омилена активност на косметичарката Натали? Објавување фотки на Инстаграм, пеење турбофолк песни, цитирање на познати мислители од српската естрада. Значи, најголем талент на собарката Исаура е плетење, пеење, гатање на судбината. Која му е омилена активност на Миле? Пиење ракија. 12 од 12. Значи реков. Значи Преспав. За многу брзо 6-та сезона, најверојатно следниот месец. Учиме за Македонија. Овој квиз е најверојатно само едно прашање и вика колку градови има во Македонија. Сега ми е стварно страв. Вака можеби кога ќе си помислиш ќе си речеш ко десетина, ама кога ќе размислиш не се 10, туку се многу повеќе. Над 20 се, така? Мора да се над 20. Ај ќе кажам, можеби ќе претерам, али ќе кажам 32. Колку мислите вие дека има градови во Македонија? Ајде да видиме дали сме погодиле. Јас викам, дали многу се човек 32. Или не се многу. А Македонија официјално има 34 градови. За две утнав. Јас мисля дека ќе напише буквално нешто како 26. Ба јас сум одличен познавач на Македонија. Следниот квиз е тест на личност. Што открива за вас облеката во која што спиете? Не спијам во облека, ама добро, може луѓе спијат во облека. Како најчесто спиете? Во удобни пижами? Да, валјда. Во секси комплет нокница? Не. И во стара мајца спијам некад, ама поретко. Така да најчесто сум во удобни пижами, тоа би го во долга нокница. Во удобна долна облека или голи. Мислам дека буквално луѓето кога зборам најчесто за машки, мислам дека сме буквално поделени сме или удобни пижами или во удобна долна облека. Али јас за себе најчесто, ако гледам тоа најчесто што сум, ќе одам со удобни пижами.
Вие сте топла и пријатна личност, практични сте и не сакате да трошите време на работи кои не се толку вредни, сакате да го живеете животот на ваш начин без некој да ви наметнува правила. Често пати вие сте тие што се грижите за другите и прилично сте директни, но и посветени до крај. Ти благодарам. Сега кога ќе да е Крисмас, јас ќе бидам во вакви пижами, имам вакви неколку. И последниот квиз за ова видео е дали би ги преживеале игрите од Squid Game. Не знам како би бил квизов текстуелно да го решавам, ама ајде да видиме. Кога вие би имале можност да сте на местото на некој од учесниците во игрите на Squid Game, дали ќе успеете да стигнете до крај? Какви стратегии ќе имате? Никако да ви тргне на финансиски план. Чекајќи превоз, добро облечен маж ви приоѓа и ви нуди да играте игра со оригами за да добиете пари. Што ќе направите? Ќе речам дали си ти луд? Оди си. Ќе молите да ви ги даде парите без да победите и ќе го идете човекот им ги украдете парите, ќе ја фрлате најсилно што можете вашата оригами фигура, така што ќе превртите фигурата на другиот играч, ќе избегате, ќе пријавите полиција за измама. Па мислам дека никако на човек што не го познавам нема да прифатам да заработам бил. Тоа најмногу ваќе сигурно размислам затоа што веќе знам што се случува во Squid Game и не сакам само да влезам во Squid Game, така да мислам дека би одел од овие најприфатливо ми е ни да го удрам, ни да ми даде пари, ни да фрлам, туку само да избегам и мислам дека ова би го направил ствар. Откако играта ќе заврши, човекот ве кани да се придружите во низ игрите, значи нема начин да ги избегнеш. Squid Game, окей, влагаме во Squid Game. Во првата игра Red Light, Green Light, која е вашата стратегија? Ќе побегнете од играта кога никој нема да гледа, не можеш да побегнеш, ќе легнете на едно место така што ќе избегнете секакво движење на црвеното светло, ќе се движите што е можно побрзо на зеленото светло, а на црвеното ќе се обидете да застанете, ќе се движите за други луѓе за да не бидат. Не сакам ни да легнам, не ќе ни да побегнам, човек најверојатно би го одбрал, ова ми е најлогично. Вајде не треба ни толку да брзам, туку има време вајде да стигнеш ако играш. Проблемот со нив е што повеќето беа у шок и на почеток се у шок. Окей, да не навагам толку, ама тоа. Пред да започнете со втората игра, одберете една форма од понедените. Најлесно од ова мислам дека е триаголник. Во вториот предизвик имате игла со која треба да издлабите фигурата од дълго на кулачето без да ви се скрши формата и пред да ви истече времето. Како ќе се пазе? Веќе видовте како тоа ќе мене помина кога јас се пробав да го направам кулачето, така да стиснете тука ако не ви гледа на тоа видео. Ќе се пуштите што побрзо во играта и ќе се надевате на недоброто, внимателно, полека и прецизно ќе поминувате со иглата повеќе пати за фигурата сама да излезе. Да, најверојатно тоа. Ќе го лижете кулачето за да се растопи? Не, мислам ја дека не би го правил тоа, затоа што не знам колку време ќе ми треба. Ќе саботирате други играчи? Не. Па најверојатно второ би го правил. Во третата игра ќе играте со тим и ќе надпреварувате со да влечеме јажа, значи посилно да ќе победат каква стратегија ќе потребите. Веднаш ќе почнете да влечете силно за да добиете предност, ќе го натерате идемо да скокне 3 чекори. Па мислам дека ова е премногу ризично тоа што се случи во серијата и дека не би го направил тоа. Заборев да споменам, ако не ве гледа на серијата, ве молам не ги читате ако планирате да гледате, дека може да имате некој спойлер. А кога противниците ќе изгубат сила, ќе се наведнете на назад и ќе влечете силно, ќе заткажете затоа што знаете дека другиот има посилен. Не би се откажал сигурно кога се живото прашање, али мислам дека првото. Мислам дека првото ми личи најмногу тоа што ја би го направил. За четвртата игра од вас се бара да одберете партнер со кој ќе играте, кој ќе одберете. Тоа што ви е најблизок за да бидете заедно и да се мотивирате. Океј, кога не знам дека да насумира, најверојатно првото. Тој што е најсилен за да може да ви даде помош играта, некој кога не го познавате за да не се врзувате мотивно, ќе чекате некој да го одбере вас. Мислам дека прво би постапил така. Откако ќе одберете партнер, започнувате да играте со Джамли, која ќе биде вашата стратегија? Ќе се вложите максимално да го победите противникот со фер игра, ќе се преправате дека сте во сојужништво со партнерот и ќе украдете неговите Джамли, ќе му дозволите на противникот да победи, намерно да играте слава игра, ќе се шетате наоколу, ќе се преправате дека сте расејани во памет. Човек, што да ти кажам, не знам, не ќам ни да се замислам во таква ситуација која веќе кажав дека би одбрал некој што ми е најблизок. Ова сигурно не би го направил, да се шетам дека сум расеа, нема ништо да постигнам, ќе ми дозволите да намерно може би го направил третово или ако одиме со фер игра нека победи тој што едноставно има повише среќа или умешност или што е да. Мислам дека најфер е да се игра фер, така да ќе остиснам првото. Во первата игра треба да поминете низ мост, газејќи на стаклени панели, поставени не е добро, тоа знаеме, се издржува тежина, па треба да окей. Која ќе биде вашата стратегија ова со стаклава? Ќе се пресметате шема по која се редени стаклените панели, ќе знаете кои се безбедни, ќе претрчувате на стаклените панели најбрзо што можете, не. Ќе газите само на панелите на кои другите пред вас, па да.
Ќе ги туркате луѓето пред вас за да проверите кој па не би ги туркал, туку мислам дека буквално трета овие. И последната игра се вика Squid Game, која е вашата стратегија за позиција напаѓач. Ова игра никогаш не сватив дали најдобро ја сватив, ама ајде да видиме. Ќе се здружите со противникот и заедно ќе стапнете на целта. Ќе го соборите противникот и ги истрчате до главата, на самиот старт ќе побарате да се откажете од играта. За тоа откажување имаше цело време, така да мислам дека и јас секако не сум за играње Squid Game, така да ако ова е опција, би го одбрал тоа. Се трудите, но избрзаните и непромислени одлуки би ви исклучили од играта. Тоа значи дека јас не би ги преживел Squid Game. Тоа веќе се докажа со колачето. Океј, мене ми беше интересно да ги решам овие квизови, се надевам дека беше и вас интересно, давно го не направам нова. Ако сакате да гледате уште вакви видеа, ве молам ставите лайк, колку повеќе лайкови толку поголема шанса да направам повторно вакво видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал за уште многу јаки видеа, а ние се гледаме во следното видео за многу брзо. Чао!